Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во нашето проучување на писмото се наоѓаме во 7 глава од Евангелието според Лука. Во првите 10 стихови е запишано чудото со кое Господ Исус го исцели слугата на римскиот војник. Со оглед на тоа што го обработивме ова чудо при проучувањето на Евангелието според Матеј, овој пат ќе го прескокнеме. Но, почнувајќи од стих 11, Лука дава извештај за едно уште поголемо чудо, а тоа е воскресение на млад човек. Се до тој момент апостолите и Исусовите следбеници имаа прилика да видат како Исус прави неверојатни чуда, но сигурен сум дека не очекуваа воскресение. Но, ова не е единственото воскресение запишано во Евангелијата. Ке се сетите дека Исус го воскресна и неговиот пријател Лазар. Едно предание вели дека по тоа чудо Лазар никогаш повеќе не се смеел во животот. Замислете да имате прилика, барем за кратко, да ги видите небесните и рајските убавини и потоа да се вратите назад на оваа земја. Сигурен сум дека и вам не би ви било сеедно да видите толку неверојатна убавина и потоа да се вратите назад на овој грешен свет. Не знам дали тоа предание е вистинито или е измислено само за да се пренесе поента, но дефинитивно ја сваќам целта на истото. Сакам само да ве потсетам дека во Новиот Завет се вели дека сите кои веруваат во Христос и го следат, еден ден ќе добијат нови и воскреснати тела, кои нема да подлежат на смрт, болести, слабости и слично. Ке почнеме со читање, стихови 11 и 12. Потоа отиде во градот наречен Наин, и со него одеа неговите ученици и многу народ. А кога се приближи до градската порта, ете, изнесуваа мртовец, единствен син на мајка си, а таа беше вдовица, и многу народ од градот одеше со неа. Смртта на децата и младите е секогаш трагичен настан. Се разбира, трагично е и кога ќе почине личност која доживеала длабока старост, но кога младите умираат, тагата и шокот се особено изразени. Во овој случај читаме за син на вдовица, што значи дека мајката и младиот човек немале никој друг во животот, освен што се имале еден со друг. Како што спомнав, во друг контекст Исус го воскресна Лазар, кој беше повозрасен човек, а воскресна и 12 годишно девојче. Тоа значи дека тој им го врати животот на личности од 3 различни животни доби. Стихови 13 и 14. Штом ја виде Господ, се сожали на неа, па и рече: не плачи. И кога се приближи, се допре до носилото, носачите застанаа, а тој рече: момче, тебе ти велам, стани. Интересно е тоа што секогаш кога Исус воскреснуваше мртво тело, тој го правеше тоа на ист начин, односно и се обраќаше директно на починатата личност. Не само тоа, туку во писмото се вели дека еден ден, кога ќе се врати, со глас на архангел и со звук на труба, ќе ги повика мртвите кои се негови, и тие ќе воскреснат од мртвите. Но, кога ги правеше останатите чуда, тој не користеше секогаш исти методи. Например, еднаш му ги отвори очите на слеп човек само преку зборување. Во друг случај, кога исцели друг слеп човек, Исус го допре, а во трет случај му кажа на слепиот да се измие во Бетезда. Зошто го велам ова? За да нагласам дека не можеме да го ограничиме Господ и да го ставиме во кутија. Тој самиот ќе одлучи како и кога сака да се пројави во нашите животи. Кога тројцата луѓе кои беа слепи би имале прилика да се сретнат, можеби секој од нив би аргументирал дека Исус исцелува на еден или друг начин, но Господ Исус делува така како што сака.
Најважно од се е да му веруваме и да го бараме неговото делување во нашите животи, да се вратиме на воскресението. Стихови 15 до 18. Мртовецот се подигна и седна, па почна да зборува, и тој го предаде на мајка му, и страв ги обзеде сите, и го славеа Бога и велеа: голем пророк се јави меѓу нас, и Бог го посети својот народ. И се разнесе овој глас за него по цела Јудеја и по целата околина, и му соопштија на Јован учениците негови за сето тоа. Кога Јован Крстителот дозна што Исус направи, тој ги прати своите ученици кај Исус за да му постават неколку прашања. Стихови 19 и 20. Јован пак повика двајца своји ученици и ги испрати кај Исус говорејќи: ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? И кога дојдоа кај него, тие му рекоа: Јован Крстителот не прати кај тебе, велејќи: ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? За Јован Крстителот размислувавме и при обработката на Евангелијата според Матеј и Марко, но сакам да кажам уште нешто во однос на него. Во Евангелијата се вели дека неговиот начин на облекување беше на вистина несекојдневен дури и за тоа време. Од писмото дознаваме дека се облекуваше во облека направена од камилски влакна. Не знам како тоа точно изгледало, но сигурно било необично. Денес ние живееме во време во кое многу голем нагласок се става на облеката на луѓето. И за жал, во многу наврати луѓето се ценат според начинот на кој се облечени, но своевремено Јован не се грижеше за својата облека. Туку неговата главна цел беше верно да му служи на Бог со пораката која му беше дадена. Би рекол дека најнеобичното нешто за Јован не беше неговата облека, туку неговата храброст и смелост да чекори во Божиот повик и доследно да ја зборува вистината. Кога го велам ова, не сакам да кажам дека не е важно како се облекуваме. Ако некое свештено лице се појави во црква со облека направена од камилски влакна, сигурно дека нема тоа да е пристојно во денешен контекст. Тоа што сакам да го нагласам е дека не треба да ги цениме или вреднуваме луѓето врз основа на тоа како се облекуваат. Да, облеката треба да е пристојна, но важна е и пораката на свештеното лице. Каква е ползата ако денешните свештени лица, пастори и проповедници се облекуваат во скапа и раскошна облека, а пораката која ја проповедаат е невистинита или полна со компромиси? Патем, кога зборуваме за Јован Крстителот, мислам дека тој не припаѓа на Новиот Завет, туку може и треба да го вброиме во старозаветните пророци, односно, тој е последниот старозаветен пророк. Како таков, може да се каже дека е еден вид на мост помеѓу двата завети. Во моментот кога Исус го воскресна младиот човек, Јован дозна за тоа исцеление, а и за другите негови чуда и поуки, додека се наоѓаше во затвор. Сигурно тоа не било пријатно искуство за него. Некои велат дека причината поради која почнал да се распрашува дали Исус е оној кој треба да дојде, е фактот што присуството во затвор на некој начин влијаело врз неговата психичка и духовна состојба. Не знам дали е тоа вистина, но интересно е тоа што има значителна разлика во тоа што Јован го зборуваше за Исус на почетокот од неговата служба и начинот на кој сега се распрашува за него. Кога почна со својата јавна служба, Јован проповедаше за небесното царство, за доаѓањето на Месијата. Тој дури го крштеваше Месијата и на своите ученици им кажа дека тоа е Божиот пратеник. Слушнете што Јован вели за Исус во Евангелие според Лука, глава 3, стихови 16 и 17. Јас ве крштавам со вода, но иде посилен од мене, кому не сум достоен да му ги одврзам ни ремчињата на обувките негови.
Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Нему му е лопатата во раката негова, и тој ќе го очисти гумното свое, и ќе го собере житото во житницата своја, а плевата ќе ја изгори со неизгаслив оган. Според тоа што го читаме, очигледно е дека Јован беше доста уверен за идентитетот на Господ Исус. А по некое време, додека беше во затвор, ги прати своите ученици да го прашаат Исус: ти ли си тој што треба да го чекаме? Забележете како Господ Исус одговори на тоа нивно прашање. Всушност, не им одговори веднаш, туку продолжи со исцеленијата, а потоа им даде одговор. Стих 21. Во тој час тој исцели мнозина од болести и од рани и од демони, и на мнозина слепи им подари вид. И им одговори Исус и рече: одете и кажете му на Јован што видовте и што слушнавте. Слепи прогледуваат, куци проодуваат, лепрозни се очистуваат, глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат, и на бедни им се проповеда Евангелието, и блажен е оној кој не ќе се соблазни поради мене. Со други зборови Исус вели: вратете се и кажете му на Јован дека тоа што го гледате е исполнување на пророштвата за Месијата. Може би некој ќе праша: кои пророштва? Во книга на пророк Исаија, глава 35, стихови 5 и 6, се вели дека кога ќе дојде Месијата, куците ќе проодуваат, слепите ќе прогледуваат и слично. Јовановите ученици требаше да ги знаат пророштвата за Месијата и да ги поврзат со тоа што го гледаат и слушаат. Господ Исус вели: блажен е оној кој не ќе се соблазни поради мене. Тој сака да не охрабри да му веруваме, дури и тогаш кога не разбираме зошто некои нешта се случуваат или пак не се случуваат. Фактот што Јован прашуваше дали Исус е Месијата укажува на одреден вид на сомнеш во однос на него. И ќе бидам искрен со вас, и ќе ви кажам дека лично сметам дека секој верник кога тогаш ќе се соочи со некаков сомнеш. Особено кога нештата не одат онака како што сме надевале, верувале или очекувале. Во такви моменти, кога сме во искушение да подклекнеме пред сомнежот, добро е да се молиме на Бог и да бараме да ја зајакне нашата вера. Ние луѓето сме слаби и склони кон застранување. Како што на Јован му требаше да се осигура во Христос, така некогаш и нам ќе ни биде потребно. Доброто во сето тоа е што Христос не укорува, туку како добар пастир ни пристапува и не прифаќа. Пред да продолжиме со читање на текстот, би сакал да ви дадам еден совет кој ќе ви помогне кога ќе се најдете во вакви животни околности, кога вашата вера слабее. Прво, најважно е да се молите за тоа и да барате од Господ да ви ја зајакне верата. Но, исто така, многу е важно околу себе да се обкружите со христијани кои се сериозни во својата вера, односно да не се изолирате сами во своите борби, бидејќи тоа може многу да ве чини. Не само тоа, туку побарајте совет, помош и поддршка од некое свештено лице на кое му верувате. Тие чекори ќе ви бидат од голема полза во процесот на зајакнување на верата. Да продолжиме со читање, стихови 24 и 25. А кога си отидоа учениците Јованови, тој почна да му зборува на народот за Јован. Што излеговте да видите во пустината? Треска ли што се лулее од ветар? Но, што излеговте да видите? Човек ли, облечен во меки алишта? Ете, оние што се облекуваат убаво и живеат богато, тие се по царски палати. За да не помислат Исусовите слушатели, а и ние денес, дека Господ Исус го критикува Јован или пак го смета за отпадник, веднаш откако им даде одговор на Јовановите ученици, тој продолжи да зборува за Јован. Верувам дека сакаше на тие што го слушаат да им даде правилна перспектива за идентитетот и службата на Јован.
стихови 26 и 27. Туку што излеговте да видите? Пророк ли? Да, јас ви велам, и повеќе од пророк. Овој е оној за кого што е напишано. Ете, јас го испраќам пред лицето твое ангелот мој, што ќе го приготви патот твој пред тебе. Јовановата служба е всушност исполнување на пророштво кое е запишано во глава 3 од книгата на пророк Малахија. Стихови 29 до 32. И сите луѓе што слушаа, па и цариниците, ја познаа Божјата праведност, крштавајки се со крштавањето Јованово, а фарисеите и закониците ја отфрлија Божјата волја за нив и не се крстија од него. Со кого да ги споредам луѓето од овој род и кому се слични? Тие личат на деца што седат по пазариштата и викаат едно на друго, велејки: ви свиревме, а вие сепак не игравте. Ви пеевме жални песни и сепак не плачевте. Со други зборови, евреите во времето на Господ Исус беа како разгалени деца, на кои никако не можеше да им се угоди. За жал, и луѓето денес се слични по однесување. Јас служев како пастор во период од прилика 30 години и понекогаш велам дека добар дел од таа служба ја минав во улога на духовна патронажна сестра, грижејки се за христијани кои се однесуваа како духовни бебиња на кои беше тешко да им се угоди. За жал, овие стихови се соодветна слика на просечниот и номинален христијанин во 21. век. Таквите луѓе кои се верници само на збор, а не и на дело, секогаш наоѓаат некаков недостаток кај оние кои ги поучуваат на Божјата вистина. Затоа велам дека понекогаш ми е жал за оние кои денес служат во црквата преку поучување и проповедање. Тие се секогаш на удар, бидејќи секогаш ќе има луѓе на кои нема да им се допаѓа тоа што го прават. Се разбира, не велам дека луѓето треба да молчат кога ќе видат дека помеѓу свештенството има некаков греф или недостаток, но понекогаш проблемот е тоа што луѓето ги вреднуваат духовните учители врз основа на својот субјективен вкус и мерила. Многу луѓе имаат замисла како свештеникот треба да изгледа, како треба да зборува, што треба да зборува, кои теми да ги поучува, кои да ги избегнува и слично. Но Божиот служител треба да си остане доследен и верен на повикот кој Бог му го дал, да чекори во светост и праведност и верно да ја зборува вистината. Ако го прави тоа, не е важно што другите мислат и како го перцепираат. Низ годините, кога служев како пастор, јас се обидував да го правам токму тоа. И до ден денешен, преку поуките кои ги давам преку оваа аудио програма, мене ми е важно да го зборувам тоа што е запишано во Божиот збор, а не тоа што луѓето сакаат да го слушаат. Стихови 33 до 35. Зашто дојде Јован Крстителот, кој ниту леп јаде, ниту вино пие, а вие велите: демонот е во него. Дојде Синот човечки, кој јаде и пие, а вие велите: еве човек ненаситлив и пијаница, пријател на цариниците и грешниците, а мудроста беше оправдана од сите неизини чеда. Евреите во првиот век му најдоа недостатоци на Јован Крстителот. Иако не го разбирам тоа, сепак ќе напоменам дека, како и сите други луѓе, и Јован беше грешен човек и се разбира дека имал некакви недостатоци. Но, истите тие луѓе му најдоа недостаток и на совршениот богочовек Исус Христос. Поентата е дека оние кои не сакаат да ја прифатат вистината, често ќе се свртат против оној кој ја зборува вистината и ќе се обидат да го дискредитираат. Ако го направија тоа со Господ Исус, колку повеќе ќе можат да го направат и со нас денес. Но,
Ние не сме повикани да им угодиме на луѓето, туку да ги сакаме да им ја споделиме Божјата вистина и да ја живееме таа вистина. Ако не сакаат да ја прифатат вистината, тие секако ќе си најдат изговори за тоа. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.